Во пресрет на предстојните уписи во средните училишта, НАЦЕ Буѓони ќе организира отворен ден на 15 мај од 11 до 14 часот, на кој 9 оделенците ќе имаат можност да се запознаат со струките и образовните профили во ова училиште. Согласно конкурсот објавен од Министерството за образование и наука, во техничкото училиште во прва година може да се запишат вкупно 637 ученици во 19 паралелки, од нив 297 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик и 10 паралелки, односно 340 ученици на албански наставен јазик. Идните средношколци ќе треба да се одлучат за еден од образовните профили од трите сектори кои што се застапени во училиштето: машинство, електротехника и информатички технологии и секторот здравство и социјална заштита. Повеќе детали за уписот во прва година од изјавата на директорот на училиштето НАЦЕ Буѓони Драган Јаневски. НАЦЕ Буѓони веќе неколку години поминува најдобро на уписите во прва година. Се надеваме дека и оваа година ќе запишеме значителен број на 9 оделенците што завршуваат во основните училишта. Имаме една мала промена оваа година во однос на конкурсот што е од изминатата година. Тоа е во машинска струка техничар за возила за алтернативен пол. Минатата година имавме курсот на ученици за третстепенно образование за конструкцијски механичар и оваа година решивме да одиме со четврстепенно образование, како што реков, значи техничар за возила со алтернативен погон, 4 годишно образование, минимум поени за запишување се 45. Тоа е едина новина која што е од изминатата година. Другите паралелки остануваат како што се. Техничар за компјутерско првување, зборам македонски наставен јазик, една паралелка истото тоа на албански наставен јазик, машинско-енергетски техничар кај македонците, една паралелка, кај албанците, една паралелка и конструкцијски механичар во паралелките со настава на албански наставен јазик останува тоа што си беше од минатата година, 3 годишно образование, една паралелка. Од машинска струка. Сега од електротехничка струка, електротехничар енергетичар, една паралелка на македонски наставен јазик, една паралелка на албански наставен јазик, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, 2 паралелки на македонски наставен јазик, 2 паралелки на албански наставен јазик. Кај македонски наставен јазик имаме техничар за индустријска мехатроника, тоа е дуалната паралелка што ја отворивме пред 3 години со Drexler Meyer. 55 поени минимум за запишување, тука запишуваме 20 ученици, затоа што Drexler Meyer застанува позади нас во училиште со 20 ученици, тоа е 20 работни места. И електромеханичар во албански наставен јазик, 34 ученика, тоа е третстепенно образование. Во медицинската струка нема промени, значи тоа што беше од изминатите години, медицинска сестра, профил, кај македонците 2 паралелки, 68 ученика, 70 поени минимум за запишување и кај албанските паралелки 3 паралелки. Кај албански наставен јазик се 3 паралелки и 170 поени запишување. Имаме голем број на меморандуми подпишано со фирми, меѓу кои така позначени како што реков Drexler Meyer, Electrolight, Евана на Македонија, Окта, значи голем број на фирми кои што застануваат позади нас за практична настава, затоа што профилите ни се како што се за тие озбилни фирми, така да кажем, така да имам одлична соработка со нив и мислам дека ќе продолжи понатаму. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово ноќеска 1 час по полноќ лишиле од слобода 17 годишно лице од селото Блаце Скопско, бидејќи пред угостителски објект во Куманово одзел мотоцикл Ямаха со кумановски регистарски ознаки, собственост на 52 годишен кумановец, информираат од полицијата. Според СВР Куманово, мотоциклот бил пронајден и вратен на собственикот, а малолетникот бил приведен во полициска станица. По целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Повеќе од 130 ученици посетуваат настава во основното училиште Карпош, а за следната учебна година, согласно списокот доставен од Министерството за внатрешни работи, треба да се запишат 20 на прво одделенци, информира директорот на училиштето во селото Уминдол Мирослав Димевски. Со реализација на планираните проекти во насока на подобрување на условите, надлежните очекуваат зголемување на бројот на учениците. Ние сме задоволни со бројот на учениците, имаме околу 135 ученика, а сега на списокот за првачиња имаме 19 ученика,
кои би требало се запишат ова учебна година. Бројот на учениците не се намалува, има некое мало намалување, но не е тоа драстично и се надеваме дека во иднина ќе има млади луѓе и ќе има ученици, но со уредување и со правење на овие сите идеи, реализирање на идеите, јас сум оптимиста дека ќе сакат и учениците од градските средини да се запишат овдека, затоа што условите кои ќе бидат убави, добри, посебно климата во која се наоѓа училиштето, далеку од градскиот метеж, далеку од загаденоста, чист воздух, природа, не е голема далечина, 11 километри, сметам дека воопшто не се проблем за некои места поголеми. Така да во иднина се надеваме дека ќе имаме и повеќе ученици. На 9, 10 и 11 мај по пети пат ќе се организира најголемата годишна национална акција за собирање отпад Генералка викенд, односно волонтерска акција од граѓаните за граѓаните. Акцијата е поддржана и од ЗЕЛ, Црвениот крст и Министерството за животна средина. Над 20.000 волонтери ќе чистат на повеќе од 500 локации во сите општини низ земјава, вклучувајќи над 600 организации, институции и компании, еколошки, граѓански, спортски здруженија, пензионерски организации, јавни институции, локални и урбани заедници, градинки, училишта, факултети, волонтери и национални паркови. Во Куманово на 9 мај со почеток во 10 часот ќе започне акцијата за почиста и поздрава средина кај градскиот базен и спортската сала. На 10 мај сабота со почеток во 10 часот на градскиот плоштад во Куманово ќе се одржи 21-то издание на Маскембалот Батко Ѓурѓија во организација на Фондацијата за култура и спорт Куманово под покровителство на градоначалникот и советот на општина Куманово. Присутните ќе имаат можност да проследат 15 групни маски со повеќе од 500 учесници од детската градинка и општинските основни и средни училишта. Маскембалот ќе има ревијален карактер, а на сите учесници ќе им бидат доделени благодарници за учество. Во Центарот за обука на Министерството за внатрешни работи во Идризово денеска се одржа централната прослава за одбележување на Денот на македонската полиција, 7 мај. На настанот своји обраќања има председателот на владата Христијан Мицкоски, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и директорот на Бирото за јавна безбедност при МВР Александар Јанев. Во рамките на прославата беше изложена и презентирана опрема на различни полициски единици. Да се биде полицаец не значи само да се носи униформа. Да се биде полицаец значи да се биде првата линија на одбрана на татковината, гласот на правдата и штитот на обичниот човек, истакна министерот Тошковски. Нови ден, со најдлабока почит, се сеќаваме и на нашите колеги кои животот го дадоа извршувајќи ја својата должност. Нивната жртва не е само сеќавање, туку обврска што ја носиме сите дни. Обврска да продолжиме посветено, честно и без отстапки. Почитувани, современиот безбедностен контекст е сложен. Се соочуваме со нови форми на криминал, со регионални и глобални предизвици, со корупција, со миграцијски предизвици, со растечки безбедностни ризици. Нашата улога денес е поодговорна од било кога. Во изминатиот период покажавме дека знаеме, можеме и мораме да постапуваме ефикасно и одлучно. Минатата година ја завршивме со намалување на вкупниот криминалитет за речиси 5%. Сузбивме 14 организирани криминални групи, од кои најголемиот дел поврзани со трговија со дрога. Започнавме силна борба против корупцијата, која целосно го разјадува општеството и се вгнездила во секоја негова пора. Во тој дел бележиме пораст на откривачката функција и тука беа сузбиени 2 организирани криминални групи со 26 члена, од кои едната е од доменот на високата корупција. Случајот Адитиви, во кој се пријавени 23 лица, е символ на тоа дека нема недопирливи кога се работи за злоупотреба на државни пари и ресурси. Во координирана акција минатиот декември е разбиена една од најопасните криминални структури,
чии членови учествувале во повеќе од 8 убиства и сериозни закани кон затворски службеници. И во првите месеци од оваа година продолжуваме со исто темпо. Неодамна беше поднесена кривична пријава за злоупотреби во системот за социјални и инвалидски права против 49 лица. Во случајот со трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани пак, Министерството за внатрешни работи спроведе сеопфатна истрага. Поднесени се кривични пријави против 70 сторители, меѓу кои има и сегашни и поранешни министри, градоначалници, раководители, инспектори, полициски службеници и други носители на одговорност. Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово вчера во пресрет на денот на македонската полиција организираше шаховски турнир во Куманово на кој учествуваат членови од Сдруженијето на пензионерите, Сдруженијето на армиско-полициски ветерани, пензионирани полициски службеници како и полициски службеници од полициската станица од општа надлежност Куманово. Целта на оваа манифестација и покрај празничниот карактер беше насочена и кон заедничко другарување, запознавање и комуникација меѓу полицијата и граѓаните, при што во спортски дух се одбележа предстојниот празник на полицијата. На крајот од турнирот на учесниците им беа доделени благодарници. Под наслов «Со шепите кон Сигурен Чекор», Општинската организација на Црвениот крст од Куманово в недела од 12 до 15 часот на градскиот кеј организира хуманитарен настан од надпреварувачки карактер со кучиња миленици. Активноста е дел од проектот Сигурен Чекор, кој има за цел едукација за безбедноста во сообраќајот, а воедно и помош на лице засегнато од сообраќајна незгода. Надпреварот ќе го носи името Кокерски олимписки игри, но учество може да земат сите раси на кучиња. Заинтересираните ќе треба да платат 300 денари за учество, а средствата подоцна ќе бидат донирани.